Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Оливер Спасовски е најлошиот и најнеспособниот министер во историјата на Министерството за внатрешни работи. МВР водено од него, наместо за почит, служи за подсмев. Само криминалците слават бидејќи добија простор за непречено делување. Спасовски заминува од министерската фотелја, без да реши ниту еден посериозен случај. Спасовски го напушта кабинетот со уште еден скандал во режија на неговите соработници, од кој што се срами секој професионалец во полицијата. Ова информација на МВР испратена до медиумите на 16 декември или точно пред 4 дена. Во неа Оливер Спасовски и неговиот соработник Лазе Велковски, добро познат на јавноста како Лазе Евридики, во моментов шеф на одделот за организиран криминал се фалат како расчистиле случај на лажно пријавување на грабнување. Во дописот стои: одделот за сузбивање на организиран криминал и корупција, во соработка со одделот за криминалистичка полиција, СВР Битола и СВР Скопје, вчера околу 19 часот на улица Шуто Оризари го лишиле од слобода МК, 29 годишен од Битола, поради основано сомнение дека инволвиран во фингирано извршување на кривични дела, грабнување и изнуда. Значи, нив не ги интересира ниту тоа што лицето било облеано со крв, не ги интересира ниту дали заради нивната желба да се пофалат дека нешто сработиле, криминалците ќе останат на слобода. Не ги интересира ништо, едноставно информираат дека случајот е расчистен, односно утврдено е дека станува збор за фингиран настан. 3 дена подоцна, јавното обвинителство излегува со сосема поинаква информација. Покрената е истрага за грабнување на 3 лица и за сите тројца е изречена мерка притвор. Вчера во соопштението на јавното обвинителство се вели: осомничените во периодот од 13.12.2019 до 15.12.2019 заедно договорени со намера за себе да прибават противправна имотна корист со употреба на сила спрема едно лице од Битола ги присилиле неговите родители да им дадат паричен износ од 1600 евра. Тие го држале оштетениот затворен во стан во Скопската општина Аеродром, го тепале со тупаници и други предмети по главата и телото, го сечеле со жилет по грбот, а подоцна му ставале и сол и парфем на раните. Значи имаме брутален случај на малтретирање и изнуда, а Спасовски и неговиот соработник Велковски одлучуваат да ја гонат жртвата, а не криминалците. Имаме сечење со жилети и живување, а МВР воопшто не тргна против насилниците и криминалците. Што треба да се случи за Спасовски и неговите соработници да понесат одговорност? Ова е срам за полицијата, без разлика дали е сторено намерно за да се заштитат криминалците или пак заради неспособноста на Спасовски. На вакви дилетанти не им е местото во МВР. После 12 април, откако ВМРО ДПМН ќе ги превземе институциите, ќе се испита целото незаконско однесување на сите поединци и одговорност ќе има. Ви благодарам.